Заради тоа, еве ќе кажам збор 2 за апостолот Павле и Македонија. Изминатите денови ја живееме радоста на големите летни празници. Во неделата, почитувани слушатели, го прославивме Петровден, празникот посветен на врховните апостоли Петар и Павле. А вчера го одбележавме Павловден, денот со кој нашиот народ посебно му оддава почит на големиот учител на народите. Токму овој празничен повод и причината зошто денес сакам да се навратиме на една тема која за нас, македонците, не представува само сува теологија или пак туку е жива и документирана историја денес. Денес зборуваме за чиста, опиплива, жива и документирана историја која се негира од соседните цркви и држави. Зборуваме за човекот кој го трасираше патот на христијанството кон Европа, а тој пат токму започна во нашата татковина, во Македонија. Има нераскинлива врска апостол Павле со македонците. Замислете го тој историски миг запишан во библиските дела. Апостолот Павле се наоѓа во градот Троада, кој денес е на територијата на Турција, веднаш до урнатините на древната Троја, каде што беше и познатиот тројански коњ. Тој е во дилема на каде да го продолжи своето мисионерско патување. И токму тогаш во ноќно видение му се јавува еден човек од Македонија. Библијата експлицитно и точно ни кажува како изгледал тој миг. Му се јави на Павле ноќно видение. Стоеше пред него еден маж македонец, кој го молеше и велеше: премини во Македонија и помогни ни. Ова не е обичен повик, самопочитувани. Ова е повик кој за секогаш ја промени мапата на светската цивилизација, затоа бегаат од нас големите сили. Апостолот Павле не се двоумеше, тој го препозна овој глас како божествена промисла. Веднаш ги испакува своите нешта, се качи на брод и тргна кон македонските простори, кон Македонија. Со тој чекор Македонија стана првата европска земја што го слушна Евангелието, а македонците првите европјани кои ја примија новата вера. Патувањето на Павле по море го донесе најпрво во пристаништето Неапол, за да биде полесно да се ориентира на денешната карта, да знаете каде што зборувам. Античкиот Неапол се наоѓа некаде до градот Кавала во егејскиот дел на Македонија. Тоа е местото каде што апостол Павле за прв пат стапна на македонско тло. Од тука тој и неговите сопатници веднаш пешки се упатиле кон градот Филипи. Сакам овде накратко пак да кажам за една заблуда. Многу луѓе мислат дека Филипи е исто што и денешната Пела, но тоа не е точно. Пела е многу позападно, каде што е роден големиот Александар Македонски. Античкиот град Филипи се наоѓа на околу 15 километри северозападно од денешна Кавала. Таму и денес постои огромно археолошко наѓалиште со остатоци од театри и големи базилики, цркви. Заедно со Павле на ова патување одеа неговите верни соработници Лука, Тимотеј, но и еден човек по име Сила, за кој ние помалку знаеме, почитувани, и поретко слушаме. Па затоа е важно накратко да кажам кој е тој. Сила не бил обичен придружник на помагателот и помагател. Тој бил еден од водечките и највлијателните луѓе во првата црква во Ерусалим. Човек со статус на пророк и со римско државјанство во тоа време. Апостол Павле го избрал токму него поради неговиот голем авторитет и непоколебливиот карактер што го имал Сила, како сигурен штит и соработник во македонската мисија. Она што се случува понатаму во Филипи е завистина историја,
чиста историја, нема ништо во тоа лажно. Павле не бараше палати и големци. Тој излезе надвор од градските порти спрема писанието покрај реката Зигактис, која денес на мапата ќе ја најдете под името Ангитис. Може би, ако се сеќавате, и Гоце Делчев го направи таму, мостот го сурна. Локално население таму се уште ја знае како реката Ерген. На брегот на оваа река луѓето се собираа на молитва. Павле таму сретна група жени, а меѓу нив беше и Лидија, побожната жена која тргуваше со скапоцено црвено сукно. Таа беше по потекло од градот Тијатир, но живееше и работеше во Македонија, затоа е наречена и Лидија Македонката. Откако го ислуша Павле, нејзиното срце се отвори за новата вера. Историјата ја бележи Лидија како првата крстена жена на европскиот континент. Таа не само што се крсти самата, туку ги покрсти и целиот свој дом и фамилија, и потоа ги прими апостолите во својата куќа. Таа куќа стана првото христијанско светилиште, првата црква, ако сакате, во Европа. Погледнете со каква гордост е ова за нас. Темелот на европското христијанство, што често пати зборуваме преку оваа македонска радиопрограма, е поставен во Македонија, преку гостопримството на луѓето кои живееле на оваа земја. Тоа се македонците, и затоа сме трн во очи на соседните народи и соседните цркви во Македонија, односно на Балканскиот или Македонскиот полуостров. Но оваа историска мисија во Филипи не помина без маки. Павле и Сила беа наклеветени од локалните трговци, брутално претепани со стапови од римската власт и фрлени во некој темен затвор. Но дури и во затворот, Сила и Павле не лекале за своите рани. Тие на полноќ на силен глас пееле химни на Бога, пошто се случи чудо, голем земјотрес го отвори и ги отвори затворските врати, а самиот стражар се преобрати и се крсти со целото свое семејство. Откако римските судии ги ослободија Павле и неговите сопатници, тој продолжи со патувањето низ Македонија. Тие поминаа низ градовите Амфипол и Аполонија. Ако ја погледнеме денешната карта, Амфипол се наоѓа во близина на Струмица или пак Орфанолошкиот залив, точно на местото каде што реката Струма се влева во Егејското море. Аполонија пак се наоѓа малку западно во рамнината под планината Беласица, во близина на езерата. Значи, се тоа се случува во Македонија. Патувајќи по познатиот и важен римски пат Вија Игнација, тие пристигнуваат во Солун. Солун е секако добро познат најголем град во Егејска Македонија, кој и денес го носи истото име и ја чува истата стратешка економска позиција како пред 2 милениума. 3 саботи поред Павле влегуваше во синагогата во Солун и докажуваше дека Исус е ветениот Месија. Резултатот беше голем, бидејќи голем број од присутните поверуваа во неговото учење, но се подигна толкава буна од оние локални жители кои сакаа да го задржат статус квото, што Павле и неговите соработници мораа ноќе тајно да избегаат од Солун за да си ги спасат своите животи. Нивното следно прибежиште беше градот Берија. Драги слушатели, Берија е денешниот град Верија, кој кај нас во македонската народна традиција е многу подобро познат под древното име Бер. Се наоѓа западно од Солун, сместен во подножието на преубавата планина Вермион. Жителите на Берија во историјата останаа запаметени како луѓе и поблагодарни од оние во Солун. Тие со голем интерес го примија Словото свето и секој ден ги проучуваа светите книги, за да видат дали е така како што вели Павле. И таму на брзина се формираше силна христијанска заедница, се додека
прогонителите од Солун не дознаа. Па повторно дојдоа во Берија, принудувајќи го Павле да ја напушти Македонија и да замине на југ надолу кон Атина. Почитувани слушатели, за подобро да го разбереме контекстот во тоа време, ајде накратко да погледнеме како настануваат првите цркви и со ред и каде е нашето место во таа историја. Прва е Ерусалимската црква, таа е мајка на сите цркви. Потоа Антиохиската настанува во денешна Сирија. Таму верниците за прв пат се наречени христијани по Исус Христос. Александриската, која е во Египет, ја основа Свети Марко. Таа била центар на Африка за христијанството. Потоа Петта Римската црква се крева во главниот град на Римската империја, во Рим. Столбовите се, како што спомнуваме и знаеме, апостол Петар и Павле. Цариградската патриаршија настанува во новиот Рим, а ја основа апостол Андреј. А каде се наоѓа Македонската црква во овој апостолски ред? Таа е на самиот почеток на европското христијанство. Основана е лично од апостол Павле во 51-та година, а нашата црква има вековен континуитет преку Јустинијана Прима, древната Охридска архиепископија, денешната Македонска православна црква, Охридска архиепископија, е жива обнова на таа апостолска столица. Драги слушатели, за да разбереме колку Македонија и нашиот народ му значеа на апостол Павле, чиј спомен го славиме овие денови, односно вчера, мораме да ги прочитаме неговите оригинални писма. Посланијата до Солуњаните и посланијата до Филипјаните, кои денес се дел од неговиот завет. Кога Павле ги пишува на другите цркви во Галатија или во Коринт, тој често е многу строг, ги коригира и ги кара со нивните поделби и грешки. Но кога им пишува на македонците во Филипи, кај Кавала и во Солун, тонот е сосема поинаков. Тоа е говор полн со родителска љубов, почит и посебна нежност. Во посланието до Филипјаните, Павле со воодешување ги нарекува браќа мои возлюбени и копнени, радост и венец мои. Филипјаните беа единствената црква која материјално и финансиски со пари ја поддржуваше мисијата на апостол Павле, додека тој проповедаше на други места. Македонците не дозволија нивниот духовен татко да гладува, покажувајќи солидарност, кој го восхити апостолот Павле. А што да кажеме за солунчаните? Во првото послание до солуњаните, Павле отворено пишува: Вие станавте пример за сите верници во Македонија, зашто од вас одекна Словото Господово. Солунските христијани беа пример за сите останати почитувани на Балканот, па и погоре како се шири во Европа. Тие ја покажаа на наша позната македонска издржливост, ја примија верата во време на големи неволји, но ја чуваат со чиста радост од тогаш па до ден денес. Народот тоа го прави. Постои еден фасцинантен пасус во второто послание од Коринтијаните, во 8 глава, каде што Павле ги дава македонците како највисок пример за целиот тогашен свет. Тој зборува за собирање помош за сиромашните луѓе во Ерусалим. Павле вели: ве известуваме, браќа, за благодатта Божја дадена на црквите во Македонија, зашто во големото искушение на неволите, нивната радост преизболуваше и нивната крајна сиромаштија го роди богатството на нивната дарежливост. И вистина се знае ние македонците колку сме дарежливи и денес. Чувствувате ли колку е ова моќно и колку силно одекнува денес? Македонија во тоа време била економски целосно исцрпена од долготрајните римски освојувања и тешки даноци. Павле самиот вели дека тие живееле во крајна сиромаштија, но таа материјална сиромаштија не ја убила духовната големина и хуманост. Напротив, тие самите упорно молеле да учествуваат со своите средства во помагањето на другите. Ова е длабок увид во менталниот код на македонецот низ вековите.
да се даде и од тоа што се нема, да се помогне, а понесреќниот од себе, да се зачува гордоста и достоинството и покрај големите страдања што ги имаме. Ова не е никаков мит или устна легенда, почитувани македонци. Ова се автентични зборови напишани пред речиси 2000 години, зачувани во најчитаната книга во историјата на човештвото. Тоа е нашиот вистински историски пасош пред светот. Но, почитувани слушатели, додека ние ја славиме оваа чиста павловска истерија на апостол Павле, денешната политичка и црковна реалност ни покажува нешто сосема друго. Кога ќе ги погледнеме нашите православни соседи, ја гледаме нивната суета и длабок страф од македонската вистина. Официјална Софија и Бугарската православна црква, рака под рака со српската и грчката црква, упорно се обидуваат да го избришат нашиот милениумски идентитет. Тие со децении прават се што можат, за да ја сокријат вистината за Охридската архиепископија и за нашиот македонски народ. Кога ќе им ги представиме историските факти и нашето автентично апостолско право на оваа земја, тие едноставно бегаат од нас како ѓаволи од крст. Не сакаат да го слушнат името Македонија, затоа што тоа име во истиот миг ги разоткрува сите нивни фалсификати, почитувани. Нивните фалсификати, но вистината запишана во Новиот свет, во Библијата, не може да се избрише со ниту еден декрет или пак негација. Почитувани, доаѓаме до крајот на македонската радиопрограма. Тоа беше околу делото на апостол Павле и неговите зборови со македонецот, дојди кај нас, премини, помогни ни и така натаму. Постем, ние многу сме познати македонците и по светите Кирил и Методи, по Јустинијана Прима, па свети Климент и Наум Охридски и така натаму до ден денес.